докато съществуват македонците, докато е жива Македонија. Да стане автономна, независна, слободна држава, Македонија на македонците. Добар ден и добродојавте во моето најново видео. Денеска ве носам во пределите на убавиот Пирин, во близина на Мелник, Пиринска Македонија. За оние кои баравте видео со македонците од овој дел, останете до крај за да ги видите тие невидливи за бугарските судови македонци, тие кои се толку во наводници мали и небитни, а секогаш кога доаѓаат да одадат почет на својот великан Јане Сандански, како што може да видите и тука, се придружувани од неколку агенти на државната сигурност и уште неколку дежурни провокатори. Ставил за цел од Македонија да создаде независна држава. Учените од Комитетот на Сандански создаваат граматика на македонски јазик. Диалектот на битовскиот белоет се взел за основа на тој јазик. Македонскиот јазик требало да ги изтисне српскиот и бугарскиот јазик кој се зборува во Бугарија и Србија. Во борби и збор беше вистински пирински цар. Ние не сакаме да ја замениме турската тиранија, турските султани со други тирани, па ни со бугарска тиранија и бугарски кнез. Ние се бориме Македонија да стане автономна, независна, слободна држава, Македонија на македонците. Јане се залагаше во Младотурската револуција, уриет, значи слобода, да има промени. Сандански споделува со младотурците неговите размисли и конкретни барања за политички, економски и социјални реформи, како и за културно-просветни програми. Во Солун со отворените разговори со младотурците, Сандански ќе изнесе сите поважни аспекти при уредувањето на идната самостојна македонска држава. Врховизмот, Фердинанд и Софијскиот двор беснеат. Сандански беше пречка за бугарската лажна пропаганда, зашто тој и ВМРО се противеше на присоединувањето на Македонија кон Бугарија. Редат атентатите врз Сандански. Јане Сандански е единствениот македонски револуционер кој бил цел на 6 атентати. Он не се предава до онеј момент, фаталниот, на 22 април 1915 година во местноста Пирински блата. Тамо Јане ќе загине од платеничка рака по наредба на Софијскиот двор и бугарската политика. Национализмот во Бугарија не се помирува. Македонците не има. Искаме си националните права. Реално сме. Омо Елиндин и другите македонски организации сме наследници на ВМРО, Гоце Делчев, Јане Сандански и Никола Вапцаров. Сепак и покрај се, Сандански за нас, македонците, останува вечно развенчаен безсмртник. Ние помним и ќе пазиме неговите борби, идеи за македонска независна држава. Вечна му слава, вечна почит од македонскиот народ. Поговорите пред гробот на Јане Сандански и положувањето од цвеќе во негова чест, се упативме кон дворот на Роженскиот манастир, едно од најзначајните духовни и историски места во Пиринска Македонија. Манастирот Рожество Богородично е сместен 5 километри над Мелник, после селото Рожен, обкружен со песочните пирамиди, и тој плени со својата мирна атмосфера и автентична архитектура. Камените ѕидови, дрвените чардаци и старите конаци сведочат за вековната историја на ова светилиште.
Според некои извори, највреден дел од овој манастир е неговиот иконостас, направен од рацете на македонските мајстори од Дебарската школа, кои не само тука, туку широм Македонија оставиле трајни и многу вредни дела во резба. Во последните години од својот живот, Јане Сандански често престојувал во околината на Рожен и одржувал блиски врски со манастирот и локалното население. Според преданијата, манастирот и неговите конаци се представувале важно прибежиште и место на средби за револуционерите од овој крај. Иако меѓу народот е познато дека гробот на Јане се наоѓа во Роженскиот манастир, сепак како што можевте да видите, фактот е дека иако желбата на Јане била да биде закопан таму, сепак во суштина гробот се наоѓа некои 200 метри подолу, веднаш до црквата Свети Кирил и Методиј, чија изградба ја нарачал токму самиот Јане Сандански. Откако завршивме со посетата на манастирот, конечно се упатевме кон споменикот на Јане Сандански во Мелник, каде што беше предвидена музичко-културна програма која ќе следи за кратко, а за почеток сакам да ви покажам дел од говорот за Јане Сандански на Димитар Иванов, човек во години и активист кој се бори за правото да биде признан како етнички македонец во Бугарија од 1960-тите години и при тоа има трпено многу неправди и лежен у затвор, само затоа што е македонец. Самиот настан беше отворен со една од македонските национални химни. Ознак на идејата дека народите се браќа и како браќа треба да живеат. Ви благодарам на сите. Да благодарим на професор Стојко Стојков за прекрасното слово което изнесе. Во Влахи роди се Јане. Во Влахи со детски игри игра комита да стане, игра војвода дори когато Беровски дигна се млади момчиња на бој за слобода мила, слобода за родниот крај. Татко бајракот вее во први редици напред, комитска песна се пее. Една велика личност за да остане в нас и вътре в нас, докато съществуват македонците, докато е жива Македонија. Дипломат, който не представя пред света. Благодарам. Инако Димитар Иванов, само да ви кажам, тој што гледа дека е на преклона возраст, уште од 1960 година се вклучува во македонското движење и тогаш е абстен и малтретиран, така што тоа за него е една борба која што трае веќе 70 години. Браво, Бајричко. Да ви поздравам сите што дојдовте од името на организаторите, а тоа се Омо Линден Пирин, Омо и Линден, Друштвото на преселените македонци во Бугарија, Македонскиот културен клуб Никола Вапцаров, исто така Друштвото антички македонци, Македонското меѓународно движење за човекови права, Правозаштитен комитет Толерантност. Добро ни дојдовте. Браќа и сестри македонци, пријатели и гости, почитувачи на делото на легендарниот Јане Сандански. Добро дојдовте на традиционалниот Семакедонски собор, организиран од македонските организации во Бугарија. Македонците од сите делови на светот се собират на овој празник, главен празник на Пиринска Македонија и на македонците во Бугарија, да му оддадат почит на народниот цар на Пиринот Јане Сандански. Јане живееше во тешко, крваво време, си го ризикуваше животот за идеите во кои веруваше и како што кажува неговите непријатели од вториот оддел на Бугарското воено министерство,
Тој беше еден од оние што се инспирира од мислата дека живеат за Македонија и само за Македонија. И тој го докажа тоа со својот живот и со својата смрт. За него беше јасно дека македонци и бугари се различни народи, како што се различни и со грците и со останатите, но тој имаше меѓу своите соработници и бугари, и грци, и турци. Ги инспирира и организира како браќа да работат за слободата на Македонија, зашто веруваше дека народите се браќа и како браќа треба да живеат. Знаеше дека нема да доживее до старост, но тоа не го запре во неговата борба. Знаеше дека тоа што го работи, плодовите, додека е жив, нема да ги види. Но веруваше дека работи не за себе, туку за идните македонски генерации, за нас. Да си го жртвуваш животот за нешто што нема никогаш да го видиш, тоа е голема жртва. И народот ја прифати. И народот виде во него себе си, испеа песни за него и му ја даде титулата цар на Пиринот и се собира до денес да одаде почит на неговата памет. Тој беше мразен од сите што сака да ја поделат Македонија или да ја подчинат, или да ги променат македонците, и тие се обидува да го убијат толку многу пати. Позовам од името на македонците од егејскиот дел на Македонија, Скопје, да сте живи и здрави и пожелам се наубаво во натамошниот живот. Благодарам многу. Активно ја поддржува борбата на македонците во Бугарија, специјално писмо од Ицо Најдовски, со кој што се обраќа кон нас, со нашата рака подадена кон вас. Ова е нашиот подпис на заветот дека ниту сте сами, ниту ќе бидете заборавени. Сакаме јасно и гласно да ги именуваме оние кои денес се слобод на нашите опции во тој дел на Македонија, а тоа се именно овие организации што го удржуваат овој собор. Ива, сакате ли да кажете неколку збора? Сакаме. Фала многу. Не знам толку добро на македонски да кажам, ама поздрав има од Европската слободна алијанса на македонците од Пиринска Македонија. Фала многу. Пирин на тебе. Зиме си пълна, здарвари. Лете си мори Пирин с кумити. До сека вода мори кумита. До секо дрво мори байрактар. Под секо дрво мори берданка. Над секо конче моли куршумче. Глазети Пирин на тебе. Под тебе Пирин вървея. Гоци ми Делчев мори от кокош. Јане Сандански мори от Влахи. Браво.
I nema druga Еве сме денеска тука и со еден за вас познат човек кој што го видовте во моето видео во Костор, господинот Гоце Нацули, кој што тука денес и во Мелник ги поддржува македонците. Тоа е живата врска меѓу македонското тkiво во Вардар, во Егеј и во Пирин. Гоце, ако може да поздрав за моите гледачи. Јас, како рече Ѓорѓе Марковиќ Миначев, тука започнав Јане Сандарски. Едно многу поздрави, да не се плашиме каде да сме, да викаме сме македонци. Само македонци, ништо друго. Така. Нема егејци, нема пирински или така, има македонци. Добро, сега е разделена Македонија и затоа можеме да кажеме јас сум од Егеј. Јас сум од Косур, село Четиро, големо село со мали македонци, само Мал број македонци, меѓутоа силни македонци. Јас самиот се уверив во тоа. Има ли го оваа година исто панаѓер во Четиро? Верувам, нема проблем. Сега ќе почне лето, Ќе почне сезоната на панаѓери? Да. Браво, Гоце, како што гледате, Гоце е присутен и на повеќето панаѓери, поголеми панаѓери во Егејска Македонија. Во Леринско ве повикувам, едни од најголемите се секако Овчарани и Паница и праве во Косово во село Сетомо. Да. Таму прави 3 дена, многу добро и ќе почне со На песна. кој празник е во Сетомо? Света Параскева, Тоа е во мај? Света Петка, Сега во мај? крај 25-26 јуни. 26 јуни. Тоа е тоа, ве 3 дена нон-стоп има многу народ. Браво. И таму пее македонски песни и патриотски свет. Браво. Тоа е тоа, слушнавте засега од тука. Кој може ова лето, кога се дојде на одмор, отидете во Косторско, отидете во Леринско, ќе го видите таму Гоце, ќе уживате во најубавите македонски песни кои што се пеат не само од сите краји на Македонија, туку они имаат и специфични песни од егејскиот дел, најубавите. Поздрав од Мелник. Добар ден на сите почитувани следачи што ме следите на YouTube каналот Кире Трајгов. Еве сме денес како што можете да видите во Мелник, Пиринска Македонија, на Семакедонскиот собир по повод убиството на Јане Сандански, годишнината од убиството на Јане Сандански, 26 април 2026 година. Која година е поред овој настан ќе ни каже господинот Стојко Стојков, кој што е дел од организаторите на овој настан. Добар ден, поздрав на сите ваши гледачи, нека ви се множат. Ова е наистина традиционален Семакедонски собор, кој што почнавме да го организираме веднаш кога падна комунизмот, пред тоа беше животно и очигледни причини. И уште од почетокот започна големи. До 92 година имаше користија специјални сили за да ги претопат луѓето, со моето се дела како луѓето паѓаат на земјата со скршени глави. И освободителите продолжија притисоците во текот на 90-тите и почетокот на 2000-та година. Имаше блокади, имаше запирања, апсенија, снимање на лични карти. Целата беше да ги натерат луѓето да не влагат. Ама не успеа и со влегувањето во Европската унија веќе мораа да попуштат и да дозволат да се собираат сите македонци овде. Тоа не завршија притисоците. Секој неколку години се прават ексцесии од типот да се забрануваат секакви знаменија и постери, да се снимат личните карти на луѓето, да им се земат секакви материјали. И со тоа секој пат пак да се пуштат некои кампањи на медиумите и така се извршува притисок преку неколку години да се намалува бројката на луѓе што доаѓаат. Гледате, после 36 години соборот продолжува. Тој е главниот празник на македонците во Бугарија. Не дека празнуваме убиството на Сандански, ние водиме таа стара традиција, тој е женаден, но тој паднал во борба за слобода за Македонија и ја знаеме песната кога да загинам, немој да ме жалите, вие на гроб да ми дојдете орова за играта. Така што таа традиција македонска ние нашите борци ги славиме. Јане се бореше за тоа за кој што се борели за сите македонци. Тој сакал да помагал на обичниот народ, знаел што е македонски народ, дека тоа не се помери Грци или Срби.
се борили за македонски јазик, за многу работи кои што се уште за жалак, тоа би требало да бидат толку нормални работи, како што е воздухот што го дишаме и никој да не ги забележи. Ама за жалост се уште во центар на внимание и тоа само ги потикна уште повеќе македонците во Бугарија. Не само во Бугарија, гледаме дека доаѓаат луѓе од Егејска Македонија, од Вардарска Македонија, од Албанија доаѓаат, праќаат поздрави од Европа, од Америка, од Австралија, од секаде. Така што е навистина еден македонски празник, празник на македонското единство и нешто кое што ќе продолжи понатаму, за да видат сите дека македонски име нема да загине, ниту да не. Тука ќе го завршам овој влог извештај од Мелник, Пиринска Македонија, почитувани гледачи. Целото интервју со господинот Стојко Стојков, нашиот неуморен борец за човековите права на македонците во Бугарија, ќе биде објавено во едно одделно видео. Таму ќе можете да видите со какви притисоци се соочуваат они таму, за тоа зошто бугарската историографија ем го мрази, ем не го дава Јане Сандански на македонците и многу повеќе. Јас сум навистина среќен што можев за прв пат да присуствувам на овој собир. Знам дека многумина од вас веќе имавте многу пати побарано од мене да ве однесам и до Пиринот и сум многу задоволен дека тоа конечно се случи. Останете со мојот канал и знаете дека е многу важно, ако ви се допадна видеото, лајкувајте го, а доколку сакате да го дадете својот мал придонес кон она што значи заштита на македонските интереси, поделете го видеото и заследете го каналот, за да не ги пропуштите наредните видеа од Мелник, Пиринска Македонија. Ви благодарам на поддршката и довидување.